Знак на одбележување на 20 мај, денот на пожарникарите, Сдруженијето на професионални пожарникари на Македонија, Синдикатот на непрофитни граѓански организации Скопје и Синдикатот на професионални пожарникари од противпожарните бригади на Македонија под слоганот Операција Топло го организираат првиот хуманитарно забавен концерт 1 јуни почеток 20 часот и 30 минути во кој ќе учествуваат македонските пожарникари. Детали за програмата утрово дознаваме од Филип Стојков. Филип, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ви најдов. Пожртвувани професионални низ годиниве, работа достојна за почит, но условите во кои што работите за жал не се ни малку достоинствени. Ајде така да го отвориме разговорот пред да дојдеме и до всушност поводот зошто сте наш гостин ова утро. Имаме ли помрнување од мртвата точка или се уште зборуваме за тука каде што сме застанале пред години и години? Пред да почнеме, сакам да ви се заблагодарам на поканата и да дадам кузвовет за работата на пожарникарите и за професијата пожарникарство, каде што по дефиниција не е само на гасење пожари, спречување на и ширење на пожарите в згради, куќи, возила, шуми и така натака, туку ние искачаме на терен и за техничките интервенции кои што се од типот на сообраќајни незгоди, вадење давеници, исто така и за вадење на заглавени лица од некои простори, како што се експлозии, како што се земјотреси, поплави и така натака. Да, условите се тешки, немаме помрднување некој драстично кој што може да се примети во пожарната, без разлика дали станува збор во градот Скопје или во другите единици во нашата држава. И поради стресот и работата која што ја имаме, често пати се наоѓаме во ситуации каде што мора да одлучуваме моментално во делот од секунда, каде што сето тоа влие на нас и на тие сите околу нас што се. Соработуваме често со службите како што се полиција, војска, итна медицинска помош, дирекција и така натака. Често сме први на терен, на лице место на самиот настан и што значи тоа во пракса? Какви технички услови и дали има доволно човечки ресурси за да може да се извршува работата професионално? Ајде од условите за работа, па... Сите знаеме дека технички услови немаме, затоа што тие се премногу стари, дотрајани и при тоа не се одржувани. Со тоа што тоа е идејата за тој што сум тука, да ја подигнеме малце свеста. Имаме потреба прво од личната заштитна опрема, затоа што прво е безбедноста на пожарникарот на самите себе, па после сите после нас, затоа што ако самите се загрозиме во одредена ситуација, во одредена интервенција, нема може да помогнеме на сите други. Меѓутоа не станува збор само за личната заштитна опрема, станува збор и за возилата. Доколку немаме и возила како што треба да стигнеме на време на интервенција, практично не сме толку ефективни како што би можеле да бидеме ефективни. Тоа сепак го правиме за нашите граѓани, за да може да помогнеме и да ги спасиме во одредена ситуација во која што е настаната. Добро, еве чисто едно кратко подпрашање. Редовно кога се одбележува нешто, кога се одбележува меѓународен ден и слично, редовно имате посета од политичари, градоначалници, низ годиниве на нас зборувам. И сега кога ќе дојдат, кога ќе ги видат условите на работа, што е нивниот коментар, знаејќи за каква професија станува збор, кога зборуваме за доктори, пожарникари, полиција, безбедност, здравје, едноставно нешто што треба да го цениме и вреднуваме, што тогаш кажуваат и што имате ли вие можност тогаш да поразговарате малку поискрено, отворено кога се одбележуваат такви настани или се тоа поминува проформа и тоа е тоа? Најверојатно помина се проформа, затоа што секогаш кога разговараме ни кажува дека ќе се набави, дека ќе има нешто ново. Ние сепак сме на услуга на граѓаните и ние го бараме тоа за нас, практично за граѓаните, за да може нив да им помогнеме. Да, не се го барате за вас ние лично. Не го бараме лично. Не се и лично е затоа што ако не сум ја заштитен, зашто би го ризикол животот и кога не треба и кога треба за нештото кое што... Така. Но и во вакви услови во кои работите,
не се случило да не појдете на интервенција, не се случило да кренете рака од некоја ситуација. Во услови во кои ние бегаме, вие доаѓате. И сега, која е таа љубов кон работата, адреналин, кој е тој порив кој што ве држи тука? Како што ни е слоганот, хероите на градот, Еве го. така и ние функционираме, така работиме. Значи, тоа го работиме од љубов, тоа го работиме за граѓаните. Посилно е од нас, не станува збор за слава, не станува збор за пари, туку станува за оно што го носиме во срцето. Пожарникар не се станува, пожарникар се раѓа. Тоа сакав да го кажам. Да. Едноставно тоа го носиш во себе Или го има, или го тоа е нема, да. тоа. Танц на пожарникарите, музичка програма стендап, многу забава, са модел од програмата на големиот хуманитарен концерт. Од каде идејата, зошто се организира, која е пораката што сакате да ја пренесете? Вака, идејата е моја, јас ја инициирав, но и на колегите. Идејата е затоа што да може сами да си помогнеме, сами да може практично сами на наша иницијатива да си помогнеме за да си ги подобриме условите за работа, како и со опрема, така и со сите потребни техники, алати и така натака. Со тоа што идејата е ја видов од колегите во Франција, француските пожарникари, кои што они денот го слават 13 јули и таму го работат, овој настан го презентираат во поголем размер, каде што е исто од хуманитарен карактер. Бев таму приватно за денот, беше фантастично и мислам дека тоа е убаво да се пренесе овдека. Во соработка, како што кажавте, со Сдруженијето на професионални пожарникари, Синдикатот на граѓански непрофитабилни организации, Синдикалната организација на професионални пожарникари при КСС, се надевам дека ќе биде успешно реализиран овој настан. И сега од сите точки во програмата, за око ми падна најмногу танцот на пожарникарите. Што ќе можеме сега тука да видиме? Значи, добри танцувате. Вака. Освен што ние искачаме на интервенции и работиме, сакаме да покажеме дека ние како пожарникари знаеме да направиме добра забава. Меѓутоа не би споделувал како тоа би било, само би ве поканил да дојдете да видите. Да, освен танцот на пожарникарите што ќе го изведеме како точка, ќе биде покриен целиот настан. Ни помагаат во настанот танцовиот клуб Дезер, Боби познат како Виц во Шпиц и диџеј Бобан. Па тоа е на професионално ниво ќе биде се. Отприлика, да. Значи, вие сопроби се, со сите сопроби, да. Вежбаме секоја недела по 2 пати. Каде ќе се одржува? Настанот ќе се одржи во станица 26 на 1 јуни во 20:30 часот ќе биде отварањето на настанот, ќе биде отворена вратата за сите оние што ќе сакаат да дојдат да го посетат. Настанот. Има и бројни општествено одговорни компании кои што се приклучуваат на приказната и организацијата на настанот. Дали има простор за оние кои што во моментов дознаат за истиот да ве поддржат? Да, има можност да не поддржат. Имаме отворено на социјалните медиуми страна која што може да не следат, која што ќе трае и после настанот и сите оние кои што ќе сакаат да ја поддржуваат иницијативата може да поддржуваат во текот на целата година, не само за пред и после настанот. Што значи ние се гледаме на 1 јуни? Се надевам дека ќе се видиме. А по завршувањето на настанот со фотографии и видеоматеријали да прокоментираме што се случуваше, може така? Исто сакав само да кажам дека имаме пратено покана до сите јавни институции, скоро сите општини, сите компании во Македонија и поканата е отворена за сите граѓани кои што сака да ја поддржат оваа иницијатива и ве поканувам да дојдете сите. Така, благодариме многу за гостувањето. Се гледаме ние на концертот, кажавме 1 јуни, така? Да. Стартот во локацијата ќе биде станица 26,